Влашка магија. Власите се претежно познати по својата црна магија, сепак малку се знае за нив и нивните начини и обичаи. Власите и влашката магија се уште се обкружени со превасна мистерија. Кога ќе помислите за магионичарки, веројатно би се вратиле некаде во 1600 или 1700 година. Сепак тие се многу присутни во некој не толку далечен, но многу моќен дел на модерна Србија. Овој вид на магија е веднаш до озлогласената вуду магија. Основите се остатоци од паганската митологија во која доминираат два двојни принципи. Секогаш има две спротивности и нема создавање без тие два принципа без да се судрат. Те имаат своји закони и правила и секогаш се држат заедно. Жените се сметаат за најважните носители на идеологијата, бидејќи на своите ќерки им ја пренесуваат магијата, верувањата, магиските практики, култовите и така натаму. За разлика од националностите со кои се обкружени, каде што најстариот маж е глава на семејството, овде жената ја има најважната улога во нивната заедница. Исто така, до неодамна женскиот шаманизам се практикувал кај влаинките. Кога дамите издвојуваат маж што го посакуваат, тие прават повеќе од она што може да го очекувате или замислите. Одат кај магионичарка, која ќе им каже да земат од менструалната крв и да стават во кафето и да го послужат саканиот. Но сега, ако жената повеќе не е задоволна со овој човек и сака да го изневерува, ќе добие инструкции да му даде да пие вода во која се капеле слепи мачиња. Ова би требало да го направи нејзиниот маж слеп за нејзиното изневерување. За некои од најстрашните магии и магични практики, овие жени користат страшна вода, која се користела за миење на мртво тело. И тоа функционира само ако лицето го пие. Тоа би значило дека жените чекаат некој да умре, а потоа да стапат во контакт со жената што го чисти телото и да им даде дел од страшната вода, за да можат да извршат ритуал. Ова се најопасните ритуали, бидејќи ова се смета за чиста црна магија. Тоа е еден од оние магични ритуали кои можат да се видат на гробиштата ноќе, а исто така и има многу трагично завршени случаеви од црна магија. За овие магии со страшна вода, жената ѝ треба најмалку 5 години образование за магии, за да знае точно кој ритуал треба да го направи. Кога ќе умре некој млад, тие обично се закопуваат во свадбена облека, бидејќи вистинската свадбена церемонија не можела да се изврши поради прерана смрт. Ритуалот на постхумна венчавка е нешто бизарен. Кај власите ги содржи речиси сите свадбени и погребни елементи обединети во еден ритуал. Покрај тие елементи на свадбениот ритуал, музиката и пукањето со огнено оружје исто така се дел од обредот на постхумната свадба, како што секогаш се прави за време на вистинската традиционална свадба. Во ритуалот на постхумната венчавка учествуваат и пеачките, но по тој повод се пеат само тажни песни. Постхумната венчавка или црната свадба и денес се живописен ритуал меѓу власите од североисточна Србија, благодарение на нивното основно верување во животот после смртта. Ова се најопасните ритуали, бидејќи ова се смета за чиста црна магија. Тоа е еден од оние магични ритуали кои може да се видат на гробишта ноќе. Тие веруваат дека садбената церемонија треба да се заврши во текот на животот, па дури и потоа за да може душата на покојникот да припаѓа некаде. Децата играат важна улога во различни ритуали. Во многу култури дете без татко би се сметало за копиле, но власите ги ценат овие деца, па дури и ги користат нивните ногти и коса за нивните обреди. Тие се сметаат и за полубогови. Некои многу моќни амалии и талисмани се направени од нивната коса и ногти, и тие предмети се чуваат во джебот за да се заштитат од злите сили. Власите се уште се многу мистериозни и луѓето малку знаат за нив или премногу се плашат да прашаат. Има многу малку докази на интернет на други јазици освен српскиот, кои го користат како формален пишан јазик. Без разлика дали верувате во магија или не, овие моќни жени на власите треба да се почитуваат. Не само за нивните магични вештини и ритуали, туку и за зачувување на традицијата, која се уште е толку интересна и живописна.
Влашките магични ритуали се злогласни и оваа практика често се сензационализира со посебен акцент на нејзината темна страна. Влашката магија е споредлива со вуду, по нејзината распространетост. Влашките ритуали и обичаи се пред христијанството. Тие се пренесуваат од една генерација на друга, од уста на уста. Во поновата историја, како што влашкиот народ го прифаќа православното христијанство, ја комбинира влашката култура со христијанските концепти. Повеќето практичари на влашка магија сметаат себе си за православни христијани и не го гледаат верувањето во влашката култура и православното христијанство како меѓусебно исклучување. Современите влашки магионичари всушност внесуваат елементи на христијанството во нивните ритуали, прекрстувајќи се додека почнуваат и повикувајќи се на имињата на Исус и Марија во нивните читања и магии и обраќајќи се на христијанските концепти како гревот кога ги извршуваат своите ритуали. Поради оваа причина во модерна Србија влашката магија често се нарекува православна магија. Повеќето од влашките магични ритуали се вртат околу храната. Магијата може да биде бела или црна магија. Белата магија, која се смета за добра, се изведува во текот на денот. Црната магија, која се смета за лоша, се изведува ноќе. Белата магија користи мед, цвеќиња и вода, кои се сметаат за знаци на животот. Ритуалите на црната магија вклучуваат крв, мртви животни и темнина, а во минатото власите 3 пати годишно се собирале на влезот од пештерата. Жените почнувале да пеат, влегувале во транс, а потоа преминувале во царството на мртвите, каде би можеле да комуницираат со неживите. Денес овој ритуал повеќе не се практикува. Причините поради кои локалните жители ги посетуваат власите ретко се паранормални. Проблемите како нервоза, љубов, љубомора, депресија, стрес, алкохолизам, плодност и така се најчести. Жената ви зборува за различни аспекти од вашиот живот. Таа открива работи за вас, работи што можеби не сакате да си ги признаете ни себе си. Некако символично се ослободувате од одговорноста за што и да се случи, некако го ставате тоа во рацете на друга личност. Ритуалот резонира со вашето индивидуално минато, но се случува и нешто поголемо, нешто интегрално за опстанок на ова затворено општество. Древните влашки обичаи се устна традиција, а влашката магија, уроци и ритуали се дел од тоа значење. На некој начин влашката магионичарка културно репрограмира, го ажурира наследството на вашиот оперативен систем во главата и повторно го инсталира. Многумина го поставуваат прашањето дали влашката магија е вистинска. Сепак ова е бесмислена истрага. Одговорот е произволен како и прашањето. Размислете за следново сценарио. Заљубен си во девојка и сакаш таа да те сака. Одиш ке влашка волшебничка која живее на далечниот рит од твоето село и носи чоколадо или локум на подарок и плаќаш хонорар. По долг разговор со жената за вашите чувства кон таа девојка, за вашите надежи и стравови, за вашите силни страни и несигурности, жената ве смирува и ви кажува дека се ќе биде во ред. Потоа жената прави сложена магија. Вклучува црвен конец и сад со вода. Песните и пеењето од вашето детство се повторуваат постојано. Ви се даваат упатства колку често да ја пиете водата и ве уверуваат дека девојката сега ќе се заљуби во вас. Верувате дека магијата ќе функционира од две причини. Затоа што така сакате и затоа што сте израснати во култура која се плаши од магија. Следниот пат кога ќе видите девојката, зрачите од самодоверба. Не сте нервозни и не брзате да ја придобиете низината наклонетост, бидејќи веќе знаете каков ќе биде исходот. Наместо тоа, одвојте време, девојката е љубопитна. Се чуди зошто не ја обсипувате навозно со комплименти и внимание како порано. Смирени и сигурни дека сега сте бескрајно попривлечни отколку што бевте пред магијата, а девојката ве забележува и ве посакува, а тоа значи дека магијата функционира успешно. Доколку ви се допадна видеото, ставете еден лайк, еден субскрајб или претплати се, а тоа е бесплатно. За вас може ништо не значи, а за мене значи многу. Доколку сакате видео на некоја тема, пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.